Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден, не очекуваат нови 80 на минути во емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио од Детройт. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. Правете си раскол во Тетово и Гостивар, а не тука. Луѓето кои создадоа конфликт во Галате не се дел од селскиот црковен одбор, тврди градоначалникот на општина Врапчиште Исен Шабани. Не утврдивме датум кога ќе дојде во Скопје, но одредивме за што би дошол, околу што се согласиле Радев и Давкова во Бугарија. Со злоупотребите балансерот ја изгуби својата намена и треба да се укине. Министерот Минчев е против употреба на балансерот, но ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд. Бидејќи снемува ученици, има вишок на наставници, ќе им се понуди да се префрлат во други образовни институции. По повод 82 години од смртта на народниот херој Стив Наумов, во Битола положено свежо цвеќе на неговиот споменик. Женскиот фудбалски клуб Љуботен го победи Кардиф. Македонски клуб по 12 години победи во Лигата на шампионките во фудбал. А на самиот почеток изјавата на министерот за внатрешни работи Панче Тошковски. Тој информираше по претресите во фирми во Струмица, Скопје и Гостивар дека се приведени 4 лица за даночно затајување, даночна измама и перење пари. Ова е еден од предметите кој што слободно можам да кажам дека има основани сомненија дека станува збор за епски криминал, кој за жал повторно е на штета на буџетот на Македонија, односно на парите на народот. Првичните информации се дека станува збор за милионски суми кои што се последица на неколку кривични дела: даночно затајување, даночна измама и перење пари. Во интерес на целокупната постапка не би можел да навлегувам во детали, почитувам презумција на невиност, изјави Тошковски. Во акцијата што беше спроведена на повеќе десетици локации на територијата на Македонија, се постапуваше координирано со обвинителството за гонење на организиран криминал по наредба на судија на претходна постапка и заедно со останатите државни институции како Управата за јавни приходи, Министерството за финансии и Царинската управа. Sestri Makedonci. Durot iskona, narod izmačen, sekade po svetu
sestri Makedonci. Сонцето откуд леш вечно ке живее, браќа, сестри Македонци. Проблемите и подигањето на тензии околу реконструкцијата и уредувањето на дворот на црквата Света Петка во Галате Гостиварско ги предизвика луѓе од соседните општини, рече првиот човек на општина Врапчиште, Исен Шабани, карактеризирајќи ги како криминална група. Оценката на градоначалникот Шабани доаѓа по случувањата кога со полициска акција за приведување, протест, реакции и негодување по социјалните мрежи во врска со случајот. Градоначалникот Шабани кажа дека имал средба со секретарот на Тетовско-гостиварската епархија и од него добил информација дека лицата кои работеле околу црквата не се дел од селскиот црковен одбор во Галате. За тој чин стои некоја друга група граѓани кои го направиле овој криминален акт. На оваа криминална група им порачувам за секој проблем, потреба да се обратат на легален начин, бидејќи во овој случај тие извршија узурпација и демолирање на местото, вели Шабани. Тој посочи дека во општината со која раководи владеат соработка и соживот, а на тие што се обидуваат да внесат раскол и меѓуетнички тензии им порача тоа да го прават во општините од кои потекнуваат, нагласувајќи ги соседните Тетово и Гостивар. На новинарско прашање дали досега некој поднел документи или барање за реконструкција на црквата Света Петка, која е оштетена од пожар во 2001 година или нејзино возобновување, Шабани рече дека такво нешто немало. За барањето да се стопираат работите и полициска асистенција, градоначалникот напомена дека тој како функционер има обврска да застане во заштита на имотот од узурпација на туѓ имот. Градоначалникот на Врапчиште Шабани објасни дека општинската администрација работи нормално, но посочи дека има информација од Министерството за внатрешни работи и од обвинителството за инцидентот кога биле приведени две лица. Од Тетовско-гостиварската епархија со соопштение потврдија дека архиерејскиот намесник на Гостивар, протоиерей Ставрофор Маријанчо Мадевски, придружуван од епархиски адвокат и од дел од црковниот одбор, остварил средба со Шабани. Целта на средбата е да се изнајде заедничко мирно законско решение за искушението во Галате во духот на традиционално добриот меѓуверски соживот во Гостиварско. Тетовско-гостиварската епархија силно го поддржува владењето на правото и во таа смисла останува отворена за изнаоѓање на решение за секој проблем по законски пат, наведуваат од Тетовско-гостиварската епархија. Од СВР Тетово информираат дека полициски службеници имале заедничка средба со председателот на црковниот одбор на црквата Света Богородица во Галате, за да избегнат дополнителни тензии. Полициски службеници од одсекот за превенција при СВР Тетово во селото Галате оствариле средба со ВР, председател на црковниот одбор, и МД, благајник на црквата Света Богородица. На средбите се разговарало за претходните случувања околу чистењето на дворот на црквата Света Петка. Освен тоа, било разговарано за активности со цел на избегнување на било какви дополнителни тензии околу овој случај, како и за понатамошна соработка на полицијата и граѓаните, која се базира на взаемна доверба, наведуваат од секторот за внатрешни работи Тетово. Иако неофицијално беа најавени протести пред општинската зграда, тие не започнаа, а работите на црквата на местноста Топли извори во близина на село Топлица се стопирани. Одлуката за прекин на работите ја потврдија и дел од жителите на село Галате, на кое му припаѓа црквата. Тие на состанок донеле заклучок да се работи откако ќе се добијат соодветни дозволи од општината, а го осудија целиот настан и се оградуваат од целиот случај.
zapejam, radosta i tagata da ja opejam. Site što ste dojdeni, ve pozdravujem, i so čaša krenata vina zdravujem. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me potkrene. Devojki sokolkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Ej bre braća svirači, silno grmnete, seka pesna od srce da se zapeje. Neka prije, neka gori, turne osamne, može noćva posledna, ke ni ostane. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me potkrene. Devojki sokolkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me potkrene. Devojki sokolkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Ajde se ga stanete, site na noze, ritam od makedonski da me potkrene. Devojki sokolkovi, samo mešajte se do kapka posledna da se ispije. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Вен Дайк во Шелби Тауншип. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство.
Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Ајда, ој ме јано, ајда, ој ме, ајда, ој ме јано, горниот борој. Ајда, ој ме јано, горниот борој. Горниот борој, јано, горниот борој. Горниот борој, јано, чаршијата. Чаршијата Деј гиди јано мори бела јано Деј гиди јано мори бела јано Оф јано 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 Деј гиди бела јано 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 мори пуста јано Šamija, šamija, jano anterija. Ti da ja nosiš, jano, ti da ja nosiš, ti da ja nosiš, jano, jaz da te gledam. Ti da ja nosiš, jano, jaz da te gledam. Jano, 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 de gidi bela jano, 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 mori pusta jano. Jaz da te gledam, jano, dal ti prilega. Jaz da te gledam, jano, dal ti prilega. Da si puknad, jano, da si puknad, da si puknad, jano, dušmanite i mojite, jano, i tvojite. Mori
Председателката Гордана Силјановска-Давкова во Софија оствари тет-а-тет средба со председателот на Република Бугарија Румен Радев, пошто се одржа состанок на македонската и бугарската делегација на кој покрај председателката Силјановска-Давкова присуствуваа и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски и министерот за култура и туризам Зоран Љутков, соопшти кабинетот на председателката Силјановска-Давкова. Еве што изјави пред бугарските новинари македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова. Уште еднаш се докажа дека не случајно сме први соседи. Судбина ни била овде да живееме. Уште еднаш се покажа дека речта, зборот е најважна во Библијата. Уште еднаш се покаже дека кога ќе седнете да разговарате водени од добра волја, bona fide, а не од мала фиде, ќе направите еден голем исчекор кон пронаоѓање на заеднички важни решенија. Јас не сум случајно овде. Дојдов за да разговарам. Сега се разбира дека го очекувам председателот исто така да дојде во Скопје. Убедена сум после денешниот разговор во една дебатна, пријатна атмосфера, дека ќе вроди со плод. Не можам да кажам дека утре ќе се случи тоа, но важно е да почнете. Кој, ако не првиот човек на нацијата, таткото, и јас од другата страна. Мислам дека сигурна сум, не само што мислам, сигурна сум дека, како што честопати велам, мислата може да биде побрза од светлината, ако се слушаме, ако се почитуваме, ако имаме волја да се разбереме, тогаш решението е на дофит. Се разбира, се обединивме околу најважното, околу европската интеграција, околу копенхагенските критериуми, околу регионалниот пристап кон решавање на проблемите, околу фактот дека научените бугарски лекции ќе ги добиеме, нема да треба да ги повторуваме грешките и дека ќе трагаме по компромиси, по заедничко решение, без никој да се чувствува навреден или повреден и без никој да мисли дека бил заборавен. Искрено, секој од нас го кажа своето видување, со респект се сослушавме. Факт е дека ние ги представуваме националните интереси на едната и на другата држава, но и факт е дека диалогот е клучното решение. Јас не можам да ви одговорам веднаш. Това беше ли тема на дневен ред? Зборувавме и за тоа, да, видете, јас да сум апсолутен монарх, можам да кажам дека ќе го сменам уставот, меѓутоа претениците ги представуваат граѓаните, гласаат по сопствено уверување. Јас не можам да ја суспендирам парламентарната демократија, но се разбира дека разговаравме за сите прашања. Велам, разговаравме, значи ние не можеше да донесеме решение кое ќе го наметнеме на останатите и на нацијата, туку разговаравме и тоа е здраво.
peam ja sosio glasovas, kade i da videte, da prenesam ja stoplina so pesna makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajedle da se veselime, so pesna naša ljubava, baš makedonska. Ajde na oro veselo, momci makedonci, idemo mi naši ubavi, lični nasmejani. Samo nije znajedle da se veselime, so pesna naša ljubava, večna makedonska. Министерот за јавна администрација Горан Минчев го повтори ставот дека балансерот треба да се укине, но тој ќе ја почитува одлуката на Уставниот суд, кој следната седмица ќе ја преиспитува уставноста и законитоста на оваа алатка за вработување на малцинствата во јавната администрација. Алатката балансер начално создадена за правична застапеност на заедниците во институциите во минатиот период е често злоупотребувана. Јас неколку пати досега потенцирав дека имало случаи каде што македонци се изјаснувале како албанци, албанци се изјаснувале како македонци или пак припадници на други етнички заедници се изјаснувале или како македонци или како албанци. Таа злоупотреба на балансерот е регистрирана и аргументирана. Всушност, дигиталната алатка балансер ја губи својата намена за која е создадена. Оваа ситуација е нотирана и во скрининг извештајот на Европската комисија. Аналогно на тоа се поставува прашањето дали воопшто треба како алатка да постои. Мојот став е дека балансерот треба да биде укинат, вели министерот Минчев во интервју за порталот Локално. Во законот за вработени во јавниот сектор децидно е наведена формулата за пресметка на правична застапеност на етничките заедници, додава тој, и таа формула се однесува исклучиво за населението кое што живее на територијата на Македонија, односно на резидентното население, согласно податоците добиени со последниот попис во 2021 година. Морам да истакнам дека по моето стапување на функцијата како министер за јавна администрација, затекнатата состојба за пресметка на правична застапеност на етничките заедници не беше во законските рамки. На моја иницијатива таа аномалија е отстранета, формулата на пресметката е сменета и во овој момент се спроведува, вели Минчев. Во врска со иницијативата до Уставниот суд за оценка на уставноста и законитоста на балансерот, Минчев вели дека тогашното Министерство за информатичко општество и администрација доставило мислење за иницијативата. Останува одлуката да ја донесе Уставниот суд, а ново формираното Министерство за јавна администрација ќе ја почитува без оглед во која насока ќе биде донесена, вели Горан Минчев.
moram, zmija mi vleze v pazu. Podajana ženo, katara džanum, da mi izvadiš zmijata. Bez rakara ne ostajanuvam mažu, bez tebe je kesi ostanam. Bez rakara ne ostajanuvam mažu, bez tebe je kesi ostanam. Podajana sestrora katadžanu, da mi izvadiš zmijata. Bez rakara ne ostajanuvam bratu, bez tebe je kesi ostanam. Podajala majkora katadžanum, da mi izvadiš zmijata. Bez race je kesi ostanam, sinko, bez tebe ne ostanuvam. Marketing. Maxis Deli е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Maxis Deli е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши наручки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Maxis Deli можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Maxis Deli ги продава своите приватни заштитни знаци Maxis Meats, Градина и Сонце. Maxis Deli се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Maxis Deli. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997
3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Секогаш од душа пеа, само да ме развеселам. Песната е се за мене и во време и во невреме. Ке ви играм, ке ви пеам, имам сила до Савајле. Руса коса тенка става, знам јас добро што се вара. Да пееме, да играме, ние четири гласи, со песна старо младо да освоиме. Млади сме, ништо не ни можат, ни годините. Жени сме за сите генерации. Да пееме, да играме, ние четири гласи, со песна старо младо да освоиме. Млади сме, Ништо не ни можат, ни годините. Жени сме за сите генерации. Дајте сега да се пее, добро утро, Македонијо. секогаш од душа пеам, што за светот, што за децата. Силно нека ечат труби, свири ми, брате, цигане. И од срца турски чочек, не се чуди ке заиграме. Да пееме, да играме, ние четири гласи, со песна старо младо да освоиме. Млади сме, Ништо не ни можат, ни годините. Жени сме за сите генерации. Да пееме, да играме, ние четири гласи, со песна старо младо да освоиме. млади сме, Ништо не ни можат, ни годините. Жени сме за сите генерации. Да пееме, да играме, ние четири гласи, со песна старо младо да освоиме. млади сме, Ништо не ни можат, ни годините. Жени сме за сите генерации. Жени сме за сите генерации. Со оглед на тоа што се случува со нашата демографија, со масовното иселување на нашето население надвор од земјата, веќе се појавува така наречениот вишок на наставници, иако лично сметам дека наставник не може да биде вишок. Ние треба само да ги направиме функционални. Затоа владата уште во предизборната програма направи цела стратегија како наставниците кои ги имаме да ги направиме функционални за да останат во образовниот процес, изјави министерката за образование и наука Весна Јаневска. Таа појасни дека стратегијата е едносменско работење, подолг престој на учениците и на наставниците во училиштата и целодневна настава која, како што рече, се покажала како многу ефикасна во повеќе земји.
Кога ќе направиме нормални паралелки, не паралелки од 10 или 15 ученици, туку кога ќе ги сведеме на 20 ученици, наставникот што е вишок ќе продолжи да работи во втората половина на денот според програмата на училиштата, која опфаќа многу додатни предмети, изборни предмети, вончасовни активности, работа со децата кои имаат потешкоти во учењето, работа со талентирани деца, дополнителна настава, додатна настава, општествено корисна работа. Идејата е дека целиот фонд на наставници треба да се искористи за учениците да стекнуваат подобри знаења, нагласи министерката Јаневска. Дополнително, како што рече, познато е дека во одредени институции во државата се со слаби човечки капацитети. Тоа се Бирото за развој на образованието, Државниот просветен инспекторат, Државниот испитен центар и Центарот за средно стручно образование и обука, и дека и тие имаат потреба од искусни и сериозни луѓе. Ќе им понудиме на наставниците откако ќе направиме мали измени во законите да се префрлат во овие институции за да можат да дадат свој импакт во образованието, односно да го пренесат своето искуство и знаење на оние наставници на кои им требаат обуки и помош. Процесот е огромен, процесот е комплициран, но заедно со нашите странски партнери имаме енергија и волја да направиме нешто за да се подобри целокупното образование на нашите ученици. Крајниот продукт на образовниот систем е ученик со соодветни знаења на истата возраст како децата во Европската Унија, порача Јаневска. На прашање како ќе функционира приемот на студенти бидејќи се реновираат студентските домови, Јаневска појасни дека била објавена листа, а председателот на Студентскиот сојуз е во постојана комуникација со Министерството. Ние сме транспарентни, она што им го понудивме на студентите е да ги користиме капацитетите на ученичките домови кои не се пополнети. Да, субстандардни беа условите на живење на студентите во студентските домови, рече Јаневска, и порача дека сите оние што ги исполнуваат условите ќе бидат сместени во студентските домови и во празните ученички домови. Mlada
Со положување свежо цвеќе пред споменикот на Стеван Наумов Стив, лоциран кај офицерскиот дом во Битола, беа одбележани 82 години од смртта на народниот херој Стив Наумов. Заедно со Мите Богоевски, овие народни херои ги положија своите животи за време на Втората светска војна. Во нивна чест, во име на општина Битола, цвеќе положи советничката Лидија Павловска, а почитот дадоа и представници на Сојузот на борци, членови на семејството на Стив Наумов, директорот и ученици од основното училиште кој го носи името на народниот херој, вршителот на должноста, директор на националната установа, завод и музеј и други граѓани. Стеван Наумов Стив е истакнат македонски комунист и револуционер, роден е во Битола на 27. октомври 1920 година и потекнува од печалбарско семејство. По завршувањето на гимназијата во Битола во 1938 година заминува во Белград и студира технички факултет. Во 1939 година станува член на Комунистичката партија на Југославија, а по враќањето во Битола 1940 година бил избран за секретар на местниот комитет во Битола. Во април 1942 година Стив Наумов учествува во формирањето на битолскиот партизански одред Пелистер. На 6 мај истата година извршил атентат на озлогласениот бугарски полициски началник Ќурчиев. Стив Наумов загинува на 22 годишна возраст на 12 септември 1942 година кај селото Болно Ресенско во борба против бугарската војска и полиција се самоубил, заедно со неговиот соборец, народниот херој Мите Богоевски. Наумов со бомба сам си го одзел животот за да не падне во раце на бугарските фашисти. Бугарите не сакале да се знае неговото гробно место заради неговата големина и го погребале на непозната локација. Телото никогаш не е најдено. По завршувањето на војната, на партизанските гробишта во Битола е подигнат гроб на Стив Наумов, кој и до ден денес е празен. Стив Наумов е меѓу првите борци на Народно-ослободителната војска кој со указ на Авној на 29 јули 1945 година бил прогласен за народен херој. Što si vjerne golemото društvo, golemото društvo, site pijanici. Ajde što si vjerne golemото društvo, golemото društvo, site pijanici. Koji vojnik pojde, koji zatvor pojde, koji granica fati, doma ne se vrati. Koji vojnik pojde, koji zatvor pojde, koji granica fati, doma ne se vrati. Gospod, da se soberime, da se soberime do ljudjeni male. Ajde dade Gospod, da se soberime, da se soberime
beđine, vino ke pijeme. Mome ke ljubi me od 16 godini. Vrle ke beđine, vino ke pijeme. Mome ke ljubi me od 16 godini. Marketing. Sonce od tvojte rusi kosi. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паун. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Кажи, облачеле бело, од кај идеш, што си невесело. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Дал го виде моето родно место, дал ја слушна мајка ми што збори. Јас го видов твоето родно место и јас слушнав мајка ти што збори. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило. Далеко е моето чедо мило, со тугинци туги лебделило.
zdrav ti da si me video. Vreme ide doma da se vrnam, da se vrnam, majka da pregrnam. Vreme ide doma da se vrnam, da se vrnam, majka da pregrnam, da se vrnam, majka da pregrnam. И пред самиот крај на денешното издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио Детройт, една вест од спортот. Женскиот македонски фудбалски првак Љуботен со 2-0 славеше во дуелот на поразените на квалификацијскиот турнир во Лигата на шампионките против Кардиф. Пресметката на Спортс парк во Еншеде во Холандија и припадна на нашата екипа. Македонската репрезентативка Хафа Мустафа беше двоен стрелец против ривалките од Велс. Таа го отвори резултатот во 38-та минута по асистенција на Видал, а потоа долго време мрежите мирува. Вториот погодок за точка на победата на Љуботен Мустафа го постигна во 93-та минута од средбата. Ова беше прва победа на женски македонски клуб во Лигата на шампионите по пауза од 12 години. Тогаш наше такси во групната фаза на надпреварувањето со 5:2 го совлада сконто. Од тогаш 4 пати во елитата играше Драгон, Љуботен имаше трет настап, 2 пати настапи Саса од македонска Каменица, а поеднаш Билјанини Извори и Кочани. Ti me знаеш, čašo zlatna, druškena i verna. Samo ti go pamtiš, srčo mila, moje kominato. So tebe sum tolku mnogo ispil, nekogaš i podnapil. So tebe do časot pišan suden, ke sum kata den. Svršeni umorni, se ušte sme zajedno. Žali me za spomeni, čašo, Vajcata istrošeni i opesna stopeni, plače me i peme, čašo od ubavini. Te prašat čašo zlatna, nema one mi. Nikomu ni zbor da ne si rekla, kolku si so mene. Ako mene pak me praša čašo,
Zašto sum so tebe? Neka bide tajna što ke gori večno vo mene. Svršeni umorni se ušte sme zajedno, žali me za spomeni čašo od davnini. Vajcata istrošeni i opes na stopeni, plače me i peme čašo od ubavini. Dragini ostavija vino to i pesnite, ama ubavite čašo večno te i pamtime. Dragini ostavija vino to i pesnite, ama ubavinite čašo večno te i pamtime. Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското радио. За самиот крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Принцот Аргелуш. Ви посакувам пријатен ден. Си бил некогаш еден цар и си имал 2 сина. Постариот, Аргелуш, бил толку убав, така што неговиот татко го држал во посебен замок и не го пуштал да излезе надвор за случајно да не го дувне некое ветре, па тој да се разболе. Во замокот принцот ги имал сите угодности. Имал голема послуга, а кралот секојдневно го посетувал и се забавувал со него. Но сепак на Аргелуш животот му станал здодевен и постојано мечтаел за слобода. Еден ден во кралската градина израснала убава јаболкница, која наутро имала златни цутови, а навечер се појавувале златни плодови. Шетајки низ градината, кралот многу и се восхитувал на јаболкницата, та решил да ги повика сите големи кнезови во земјата за да им ги покаже тие чудни плодови. А за да не исчезнат јаболката, како што вообичаено се случувало во текот на ноќта, поставил стража крај јаболкницата. Иако стражарите постојано ја надгледувале јаболкницата, никој не знаел како тоа во текот на ноќта јаболките исчезнувале. Но следното утро повторно се појавиле златните цутови, а приквечер повторно златни јаболка. Кралот наредил таа ноќ да се постави двојно повеќе стража, но јаболката сепак исчезнале. Истото се случило и третата ноќ. Бидејќи не знал што значи тоа, кралот наредил да повикаат еден прочуен волшебник. Тој дошол во дворецот и рекол: "Би ви кажал, ваше величество, но се плашам за својот живот." Кралот бил упорен, па волшебникот на крајот му одговорил: "Само твојот син, Аргелуш, може да ги зачува јаболката." Кралот се налутил и извикал: "Никакве цеден, ти сакаш мојот син да загине, но знај дека пред тоа ќе загинеш ти." И така кралот наредил да го убијат волшебникот. Помалиот син, кој бил избувлив, та затоа кралот и не го сакал, изразил желба да ја чува јаболкницата, а кралот му го дозволил тоа. Но кога повторно исчезнале јаболката, тој сето тоа му го раскажал на својот постар брат Аргелуш. Кога кралот отишол да го посети Аргелуш, му се видело оти тој е многу тажен. Го прашал зошто е тажен, а Аргелуш му рекол: "Сонував дека имаме чудесна јаболкница во нашата градина и оти само јас можам да ги зачувам плодовите од неа." Тогаш го замолил татка си да му дозволи да ја чува јаболкницата. Отпрвин татко му не сакал ни да чуе, па дури кога Аргелуш почнал да се заканува дека ќе се самоубие, тој нерадо му дозволил.
Аргелуш наредил да му наместат кревет под волшебната јаболкница и зел само еден од своите слуги. Тогаш си легнал в кревет, но за да не заспие, читал разни книги. Околу полноќ долетале 7 лебеди и се спуштиле на јаболкницата. Кога го видел тоа, Аргелуш ја протегнал раката во височината и дофатил еден лебед, кој во тој миг се претворил во убава девојка. Останатите 6 лебеди се спуштиле на земја и исто така се претвориле во убави девојки. Првата што тој ја дофатил била маѓепсана принцеза, а другите пак биле нејзини слугинки. Аргелуш многу се израдувал што принцезата зборувала со него љубезно, а потоа го замолила да помине уште 3 ноќи тука под јаболкницата, зашто само на тој начин можела да се спаси од магијата. Но во исто време таа го предупредувала дека тој не смее да заспие. Штом почнало да се зазорува, девојките повторно се претвориле во лебеди и одлетале, а таа ноќ јаболката останале на дрвото. Кралот бил многу среќен поради тоа и не дозволил да ги берат. Но Аргелуш не му кажал ништо на татка си за девојките, а на својот слуга, кого го сметал за најверен, му наредил да молчи. Токму тој слуга на Аргелуш се познавал со некоја девојка која била ќерка на една голема волшебница, па и раскажал се во доверба. Таа пак и раскажала на својата мајка, а мајката му наредила на слугата да молчи и му дала кожно кесе, па му рекла: кога ќе легне твојот господар, подотвори го кесево и тој веднаш ќе заспие, а кога ќе одлетаат лебедите, намачкај му ги очите со маста од ова тегличе и тој ќе се разбуди. Следната ноќ Аргелуш бдеел, но кога неверниот слуга го отворил кесето зад неговиот грб, тој заспал како заклан. Лебедите долетале и се претвориле во девојки, а принцесата почнала да го тресе Аргелуш. Му наредила на слугата да го разбуди, но напразно не можеле да го разбудат. Кога почнало да се разденува, принцезата му наредила на слугата да му пренесе на неговиот господар. Следната ноќ да биде предпазлив. Тогаш девојките се претвориле во лебеди и одлетале. Во тој момент слугата му ги намачкал очите на својот господар со маста. Кога тој се разбудил, неговиот слуга му раскажал за девојките и за она што му го порачала принцезата. Принцот многу се налутил и му наредил на слугата да молчи за се што се случило. Слугата повторно и се доверил на девојката, а таа на мајка си, која го посоветувала да постапи исто како и претходната ноќ. Следната ноќ Аргелуш цело време се обидувал да не заспие, но неверниот слуга испуштил малку ветре од кесето и неговиот господар повторно заспал. Тогаш долетале лебедите, се претвориле во девојки и повторно почнале да го тресат принцот. Дури и го кренале од креветот и го шетале, но ништо не помагало. Принцесата уште еднаш му рекла на слугата да му порача на принцот да не заспива ако сака да ја ослободи. Кога Аргелуш се разбудил, слугата му раскажал се, но не му кажал за волшебницата и за кесето. Аргелуш цел ден се трудел да заспие, за да не му се приспие во текот на ноќта, но залудно. Повторно заспал, а кога девојките не можеле да го разбудат, му рекле на слугата да му порача на неговиот господар дека тој повеќе никогаш нема да ги види, зашто ќе мораат да заминат на пат во далечните краишта. Ако Аргелуш посака да ја дознае причината, тогаш ќе требало да го премести мечот што виси над неговиот кревет во замокот, од еден на друг клин, па тој ќе му каже: а ако сака да ме бара, тогаш кажи му дека до изгреј сонце во црниот град ќе мораме да го завршиме нашето патување. Кутриот Аргелуш пошол во својот замок, а бидејќи слугата му кажал што му порачале девојките, тој го преместил мечот од еден клин на друг. Мечот веднаш се помрднал и покажал кон неверниот слуга. Кога го видел тоа, Аргелуш го грабнал мечот
и му ја отсекол главата на слугата. Тогаш му раскажал на татка си за предавството и го замолил да му даде дозвола да ја пронајде својата сакана. Кралот најпрво го одбил, но кога видел дека неговиот син почнал да венее од тага, го пуштил, му дал слуги, коњи и пари за да ја исполни својата желба. И така Аргелуш тргнал на пат. Поминал низ многу далечни земји и на крајот ги потрошил сите пари. Тогаш ги продал коњите и кочијата, па ги пратил слугите дома и сам го продолжил патот. Тој бил гладен. Еден ден стасал во некоја шума, каде сретнал 3 момчиња што се тепале. Тој пришол до нив и откако им кажал дека е принц, ги прашал зошто се расправаат. Момчињата му одговориле: ние сме тројца браќа, а татко ни го остави само ова што го гледаш пред тебе: столче, камшик, седло и конј. И ние не можеме да се спогодиме околу поделбата, зашто сите овие работи можат да ги користи само еден од нас. Оној што ќе го стави седлото на конјот, ќе седне на него и ќе удри со камшикот велејки: сакам да бидам таму и таму, та веднаш ќе биде како што ќе посака. А оној пак што ќе удри во столчето, конјот заедно со седлото и камшикот мора да се вратат кај него. Ете затоа се караме. Може би ти ќе можеш да ни пресудиш. Принцот извесно време шетал со нив, па им рекол: ги гледате ли оние брекчиња во далечината? Сите тие се на иста оддалеченост. Отрчете до нив, а оној што прв ќе се врати кај мене ќе биде наследникот. Браќата се согласиле и отрчале кон брекчињата. Аргелуш не ги чекал, ами го јавнал конјот и рекол: конјот веднаш да биде таму и таму. Тогаш конјот го однел Аргелуш во едно мочуриште, од кое тој одвај се извлекол, па мртов гладен стасал до една куќа. Домаќинот љубезно го примил и го нахранил. Аргелуш го прашал колку е далеку црниот град. Домаќинот пак му одговорил: сум слушнал за тој град, но не можам да кажам колку е далеку. Но остани кај мене неколку дена. Од тука ќе помине еден трговски карван со поворка аџии, па од нив ќе дознаеш. Поминала една година, па уште една, па трета, но никој не знаел ништо за црниот град. Најпосле се појавил некој човек кој му кажал на Аргелуш дека црниот град се наоѓа на околу 75 километри. На Аргелуш му останал само еден скапоцен прстен, та му го понудил на човекот за да го одведе до црниот град. Тогаш човекот му рекол дека тој што туку избегал од црниот град и оти може да го одведе само до неговата близина. Тој се согласил. Човекот го однел во близина на црниот град, а Аргелуш сам среќно стасал до својата цел. И така тој почнал да оди низ градот и да размислува што би требало да стори и кого да праша за својата сакана. Принцезата и нејзините слугинки веќе биле ослободени од магијата, а по неколку дена таа требала да се омажи за некој кнез. Затоа пратила една од своите слугинки во градот да ја купи облека. Но слугинката, веднаш штом го видела Аргелуш, со трчање се вратила кај принцезата за да ја каже. Принцезата пак не можела да поверува и само рекла: невозможно. Тогаш ги пратила и другите девојки, а кога и тие го кажале истото, уверувајќи ја дека тоа е истото она момче, и оти го препознале зашто добро го загледале под јаболкницата, принцезата самата излегла в град за да го види. Таа веднаш го познала, љубезно го поздравила и по неколку дена тие двајцата направиле голема свадба. По свадбата тргнале на далечен пат кај кралот, таткото на Аргелуш. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.